Црвено. Не е кој ќе по поезијата. Значи, јас имам една друга најава за него, што го најавувам, што ги правиме интересни малце, дека е татко на 2 деца, така? Да. Дека е професор на 100 деца, може да се каже, 50, 100, Да, туристички водич на 200 плюс луѓе, бивш стендап комичар, така, со open mic сцената што се почна на почеток во Охрид, пред 2 години, така, пред 2. И друго шо, значи, пиши раскази, често, значи, во литературниот клуб во Охрид е член, можда и најактивен, сега да не дисреспект кон другиве, ама гледам да сум. еден си од поактивните. И друго нешто, не знам, кажи си, има многу титули, вака што обично не сакаме да кажуваме. Но имате, ете и во најавата за твојава емисија. За стрипови пишеш, Да, стрипови пишувам, сценарија за стрипови пишувам, си готвам за релаксација. Кога ќе сакам да се замарам, јас сликам жена ми за Инстаграм. Тоа е тоа. Инфлуенсер, едноставно. Инфлуенсер, таму 11-12 како кунгаш. Кажи ми најново нешто што го правиш. Сега некој челендж правиш што секој ден објавиш на Facebook, правиш и лайв мислам видео. Да. Кажи нешто поиде. Случајно налетав минатиот месец по амерички NaNoWriMo го вика тие. NaNoWriMo. Раймо морат со на америчко. Пред некои си 20 години една банда другари си се собрале на маса, писатели сите. И едноставно сакале да се мотивираат како да пишат и рекле овој ноември земаме ние сите да стасаме до 50.000 збора. И почнало така, спонтанато. И од спонтано направиле здружение и 20 години сега денес ноември е прогласен за национален месец на пишување на новела. Гледаш што не го знаев јас сум со македонска книжевност, значи имам доста пишено работи и на сценарио драматургија бев на Филмскава академија. Што и затоа сакам да те прашам за овие работи, затоа што нас ни кажува исто доста техники на пишење за некогаш кога ќе немаш ни ние Саша викаме музата, инспирацијата, ти тој Како е да се натераш да почнеш нешто и од тоа излези нешто квалитетно сигурно. Па на некој начин тоа е всушност челенџ. Значи предизвик е да седнеш и да пишуваш секој ден. Зошто секој ден? Затоа што ако не пишуваш секој ден 50.000 збора, сами нема да се напишат. Некој ден може да напишеш ти поиќе, некој ден ич. Ама после треба да дуплираш. Дали го гледаш што поиќе мислам мора да имаш мотивација, да. Значи таму малку ќе пишеш, што и да пишеш, поезија, раскази, значи романи, се, ти треба инспирација, тоа нормално. Ама дали го гледаш поиќе занае, дека треба се навикнеш, значи ти кога дека треба тоа, затоа се натераш, да не е само ќе ти дојде инспирација и музата, дека мора тогаш да... Да, значи токму ова е целта да се доживее на некој начин пишување, како што рече ти, како занае, како професија, не како хоби, оти кај нас луѓето се уште за жал го гледат како хоби. И еве, ова е мој тест, цел ми е здравје Боже, да сме здрави и живи, да шли поживееме, да постои земја и се останато. Целта ми е токму тоа, да ми стане професија. Ќе да се бавам едноставно со пишување. Да. А мислиш кај нас има, мислам, услови кај нас што ти треба за да го правиш тоа, да имаш лист, пенкало, лаптоп и тоа, значи тама пак ти да немаш деца исто еден од добрите ова ќе осватиме. Не, ова колку лошо звучи, не. Еве токму ноември затоа го користам да видам дали децата, фамилијата, семејството се или не се реална пречка. Значи јас досега, денес сме кој 21. И на денешен ден има промоција на стрипот 5 години овде, видиш? Да. Баш во Шила. Не. Не во Шила? Не, мислам дека Шила 5 години? Да, 6 години траја година. Така. Тогаш имаш една интересно комунистичко место. Што се вика Дом на култура. Кажи нешто да со стриповите баш која е тука културава, дали кај нас ја имат или ја немат? Ние сме доста интересни кога ќе се работи за стриповата култура.
Повеќето читатели не го сметаат стрипов за сериозна литература, кај нас конкретно. Мислам дека тука постои една алузија за која што доаѓа од овие суперхеројски стрипови, че стрипот не се сведува само на суперхеројски стрипови. Да, и поиќе да живеат како детска нешто литература, не е така. Се ние имаме вакуум, значи имате генерации од типот таткоми, вујкоми кои се во 60 сега во 60-та година од животот, тие растеле со стрипови. Значи во Југославија оде се читало многу. Да, онака се викаше што Загор, Алан Форд, Текс, Дилан Дог, Мартин Мистери. Беше мислам најпознат така од Загор. Загор и Алан Форд мислам дека се и ден денес најпопуларни стрипови во Македонија. А дали имат кај да се да кажам пласират стрипов, дали излегли на интернет го правите за да е значи опипливо да си е вака да го има некој стрип ретро што си беа стриповите или само на интернет и дали се чите? Мислам дека стрип публиката се уште преферира да чита во хартија. Во хартија, да. Па да, и тоа што најчесто мислам дека економската компонента е она што не тера да даунлодираме да спуштиме стрипови. Ама го нема тоа чувство дека стрип вака да имаш во рака. Значи еве, јас на пример книга имам Kindle дома од читачи, од електронски читачи. Книги немам проблем да читам електронски, ама стрип не може. Јас боите не се исти. На Kindle немам, значи тие имаат она електронско мастило техника, и кога ќе го видиш ти даваш малку шмек. Даваш шмек на книга и плюс ми е практично сакам да читам на плаж. А не можам со книга кога ќе легнам, не ми е релаксирачки да седам со книга и да читам на плаж. Kindle вака си го земаш, вака си врти страна. Значи од тој аспект Еве сега држам една книга од речи си 500 страни од наш автор, SF. Кога ќе застанам вака, не знам, не сум навикнат. Дали имаш омилен лик од стрипови што ги имаш работен? Од моите стрипови? Имам една немам лик, имам ликови како екипа. Со Дарко почнавме еден краток стрип со потенцијал да стане серијал што се вика Чудовишча. Шча, да. Малку е, ајде да речам, како Monster Inc. Малку во смисла се работи за чудовишта, чие што целе да плашат деца, меѓутоа е мрачен. Црн хумор има многу повеќе. И тука имавме доста интересни ликови, од кој мојот омилен се вика Гроздан. Гроздан е згрбавен како Квазимодо, има едно око како Киклоп, зелен на ликот, мозокот му се гледа како на Моджо Джоджо од Powerpuff Girls и има една рибка во главата што му кружи како во аквариум. Тој ми е дефинитивно омилен лик. И Гроздан е всушност тој што е мозокот на сите операции. Нормално. Ама е толку грозен што кога ќе го види никој не му се плаши. Затоа и името. Гроздан. Кажи ми за начинот на пишење, дали е стрип, дали е расказ, не знам, роман, нешто поголемо, имаш пишано или ова сега ќе биде баш? Да, роман имам пишувано, пишував претходно, меѓутоа почна туристичката сезона и го оставив на стендбај и сега се нафатив со челенџов, сакам да почнам со целосно нов проект. Има разлика, што значи помеѓу сите овие три начини на изразување на пишување има голема разлика. Дали ти пред проблем кога ќе треба дистинкција? На пример стендап, пишувањето на материјал за стендап ми правеше. Сосема е поинаков пристапот, поинако треба да поентираш, да дојдеш до целта, помалку планирање бара. И одма ја добиваш реакција така ќе биде. Да. Еве да речеме работењето на стрип е слично на тоа ти сега што го студираш, е доста слично на изработка на едно сценарио за филм, например. Да. Затоа што јас кога ќе го работам сценариото, има повеќе техники за работење. Една е на тој начин што си пишуваш. Прва страна, прва сцена. Ти почнеш опис на сцената, што има во неа, ги пишуваш диалозите, пишуваш кој каде се наоѓа од ликовите, односно перспективата ја даваш на камерата. Така да е интересно. И се дали ти пример прво како ти полесно или како дали си имаш омилен начин, дали прво ликови си ги градиш, ги правиш, дали сакаш показнава да имаш претходно? Јас сметам дека сум storyteller
И така да токму ова што го работам сега во челенџот ми беше прв пат да кажам приказ на што ќе се води од лик. До сега сум пишувал воглавно од идеја. Да. Имам некоја замисла, сакам да ја остварам, врз база на замислата почнувам да си ги градам ликовите и дејството оди во таа некоја поента. Сега кај кратки вестрипови тоа што е интересно е што најчесто одам на surprise ефект, да има некој изненадување на последната страна, затоа што е многу тешко да се напиши нешто во 2 до 4 страни. Да, многу тешко. И јас кога на факултет кога пишевме, ограничување ти дава во време, во простор, во ликови и во страни. И беше претешко да го... Прост пример, никогаш не можам да напишам краток расказ во македонски стандарди. Ќе го земам сега актуелен, конкурсот не е актуелен, заврши, меѓутоа се објавуваат победниците од конкурсот на Нова Македонија. Да. Вика 3 страни. Луѓе, јас обожавам да пишам дијалог. Да. Не можам 3 страни разказов да го напишам. А американците ти викаат толку и толку збора. Да. Значи јас можам на пример со дијалог да имам пример 3000 збора и тие 3000 збора да ми фатат 10 страни. Ако го немам дијалогот би ми биле пример 6. Да. Јас само ќе ти се заблагодарам за муаветот, има тој многу работи што можеме да ги кажеме и ќе има ти допрва затоа што ќе имаш промоција за некое време. Да. Кажи си ако сакаш тој. Па еве само ќе најавам дека наскоро, многу наскоро ќе имам промоција на збирка кратки раскази, не се баш кратки. Ама се раскази. Значи една книга со 5 раскази и 130 страни. Фала ти, ќе те препуштам сега на Виксо. Многу чудни прашања. Не! 7 прашања. Чекај, за тоа ќе ми треба нешто друго, не вода. Чао! Поган ми опадни косава. Ти ој. Прво ти е од твоја, значи, кој што ги спомна, Загор или Алан Форд? Уби ме, ни едниот ни другиот може да одговорам. Помеѓу нив двајца, Алан Форд може би. Студентки од осигурување или од царина? Па не сум поќе таму, осигурување. Да Се убиеш, извинувам на сите што студираат царина и што им предават. да убиеш 100 комарци или еден глушец? 100 комарци. Да ти се скрши моливот или пенкалот? Пенкалото, позабавно е. Ова е со да и со не се. Не, да, можда, не знам. Дали, ќе да се намуркам, дали имаш храброст да објавиш твојава Chrome History или Mozilla History што користиш? Да, Не значи не се. освен ако се плашат луѓе како да убиеш човек и такви работи, зашто пребарвам најчесто. Аха. Рап или heavy metal? Рап. Мјау или му? Мјау. Комашките сум не сум покат.